Како да се подобрат условите во животната средина? Кои законски регулативи треба да се променат за да се создадат ЕУ услови за здрава животна средина? Каде треба најмногу да делува македонската администрација задолжена за заштита на животната средина? Државни инспектори за животна средина, пишувачи на интегрирани еколошки дозволи, овластени инспектори за животна средина и лица одговорни за животната средина во индустриските сектори, каде што ќе се спроведува инспекцијскиот надзор, беа дел од проектот на Европската Унија насловен Јакнење на административните капацитети на централно и локално ниво во областа на животната средина. Тие се едуцира како да се зајакнат капацитетите на централно и локално ниво во областа на животната средина, за да Macedonia има здрава животна средина по европски стандарди. Bueno, por la primera experiencia que nosotros tenemos en España es como país de la Unión Europea, en este momento tenemos que cumplir toda la normativa de la Unión Europea, que es muy amplia y muy fuerte, y esto es lo que le estamos transmitiendo a los inspectores de aquí de Macedonia. Она за што сме ние дојдени е да кажеме дека ние во Шпанија како земја членка на Европската Унија мора да ја спроведуваме целата норматива, сите закони кои што се утврдени и усвоени од Европската Унија, и тука сме да го пренесеме ова наше искуство за еден ден кога и вие ќе дојдете во ситуација да ги применувате, да ја применувате таа норматива, да бидете спремни. Es un proyecto financiado por fondos europeos. Проектот е финансиран од европски фондови, се работи за твининг проект. Y hermana instituciones de Holanda, España y Macedonia, en particular de inspección ambiental. Избратимува институции поврзани, нели, што работат во животната средина од Холандија, Шпанија и Македонија. El objetivo es mejorar las prácticas de inspección ambiental en Macedonia, de acuerdo a las mejores prácticas que hay en la Unión Europea. Целта е да се подобри инспекцијата во животна средина, да се усогласи со работата на инспекцијата во земјите членки од Европската Унија, се разбира за да имаме подобра животна средина. Y para ello hemos preparado tanto una nueva ley de inspección ambiental como todo tipo de herramientas que pueden utilizar los inspectores como checklists para ir a las inspecciones, y ahora estamos en una última etapa de trainings. За таа цел на проектот изработивме и нов закон за животна средина, кој што е во финална фаза и во фаза на усвојување. Изработивме многу материјали кои што ќе им помогнат на инспекторите во нивната изведба и спроведување на инспекциите во животната средина, како листи за проверка, и во моментот сме во последната фаза, а тоа се обуки и пилот практични инспекции на инсталации кои што имаат влијание во животната средина. Во однос на правилникот за издувни гасови, да речеме, одредени забелешки имавме сега. Во однос на правилникот за води, меѓутоа тоа не значи дека цел правилник треба да се менува, одредени делови. Со изградбата на пречистителната станица и третирањето на отпадните води, Прилеп е свесен дека здравата животна средина е важна за негов развој, истакна првиот човек на градот. Физибилити студијата за проектот за пречистителна станица и за канализациони системи со цел да аплицираме и да и користиме европските фондови кои денес ги користиме. Тоа беше исто така шпанската консултантска куќа Ептиса, што значи имаме одлична соработка, и Шпанија е една од најнапредните земји во Европската Унија во однос на заштитата на животната средина, така да она што ќе го научат тука нашите инспекцијски служби и другите институции ќе биде огромно во приближување на нормите и законите спрема Европската Унија, бидејќи Македонија гледаме како дел од европското семејство во иднина, па према тоа животната средина представува приоритет во сите европски држави. Со овој ЕУ проект Јакнење на административни капацитети на централно и локално ниво во областа на животната средина, предвидено е да бидат опфатени сите општини во Република Македонија.